17-годишниот пијанист од Прилеп Арсени Ангелески деновиве е прогласен за најнадежен млад пијанист на Македонија од страна на Пијано Деј Скопје. Вели дека оваа најнова награда, која е само една од бројните, е дополнителен поттик и понатаму да се занимава со музика и да биде уште поуспешен во тоа што најмногу го сака, а тоа е клавирот. Го организира Пијано Дејот од Скопје, Пијано Фест, каде што се организира неколку години и ван имавме честа да учествуваме, каде што се одржува концерт од многу млади пијанисти од Македонија, има семинари и ова година така има семинар каде што ќе носат млад австријски композитор, каде што имаме чест со него да се запознаеме, да освириме негови композиции и потоа има завршен концерт каде што ќе ги делат признанијата и така натаму. Со музика и свирење на пијано започнува да се занимава на 7-годишна возраст, кога образованието го започнува во основното музичко училиште Ордан Михајловски Оцка во Прилеп, а во моментов е втора година во средното музичко училиште во Битола, во класата кај професорката Татјана Божиновска. Веројатно музиката е засакав и од мојата сама сестра, бидејќи таа прва се запиша музичко и таа прва почна да свири клавир. Почнав така што таа ме учеше на синтесајзер, на помал клавир, ме учеше вежби, песнички некои и веројатно така е засакав и музиката, потоа го продолжив посериозно моето знаење кај професорот Филип Пеовски кој ме држеше до трето одделение и потоа од трето до крајот до девето одделение ме држеше професорката Христина Никоска. До сега има учествувано на голем број надпревари и освоено 25 награди, од кои што 24 се прво место, како и една награда лауреат во својата категорија на меѓународниот надпревар во Сараево. Имам учествувано на доста државни меѓународни надпревари. Првиот ми беше во 2013 година на државниот надпревар, каде што имав освоено прва награда. И до тогаш имам на доста меѓународни и државни надпревари надвор од државава. Сега со ковид ситуацијава и онлайн надпревар имаше многу сопуштени снимки, учествувавме во Словенија, Швајцарија, Хрватска, со забележителни први или специјални награди. Но сепак она што секогаш ќе му остане во спомените е неговиот прв настап на надпреварот во Скопје, кога имал само 8 години. Може би и самиот прв надпревар кај што беше во Скопје, кај што се уште го памтам и прва возбуда, прва трема, прв настап и има големо влијание во мене, врз мене. Омилен композитор му е Бетовен, а омилена композиција Патетичната соната. Сега се подготвува за голем број надпревари, како кај нас, така и во странство. Имаме сега во петок државниот надпревар во Скопје, потоа имаме во Охридски бисери надпреварот, што е онаму на јуни негде, Полихимни исто така во Скопје и да видиме странство нешто, дали можеме да исполниме. Би требало да е со снимкиот и се уште со ситуацијава не се уште смирена, али ако има шанси да се оди да не се оди. За сега не знае дали ќе остане во Македонија или после средното училиште ќе се надоградува надвор од државава, но едно е сигурно, дека клавирот ќе биде неговата иднина. За сега ништо не се знае, има време да завршиме прво средно, па ќе видиме што може, дали странство, дали овде ќе продолжуваме, ќе
видиме што може да направиме. Тешко да се кажи, не ценета е музиката, да, ама дали има за да се напредни овде, тоа е многу тешко прашање, затоа не знаеме се уште, дали овде или во странство. Има време. Ние пак како општество би сакале ваквите таленти да останат дома, да имаат можности да се надоградуваат кај нас, затоа што тие се најдобрите амбасадори на нашата држава.